Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема како да ја развиеме емоционалната самостојност. Кога ние го одделуваме она што го чувствуваме од она како реагираме, ние всушност почнуваме да имаме контрола врз нашите идеи и планови за нашите деца и почнуваме да менуваме голем дел од нашиот начин на постоење. Ако порано сме работеле од состојба на потреба, од состојба на недостаток, сега веќе се ангажираме од самоисполнување и од самозајакнување. Одеднаш нашата зависност да сакаме со луѓето постојано да озборуваме, да бараме потврди, да бараме валидизација, исчезнува. И емоционалната автономија е суштинска за свесното родителствување. Првата фаза на емоционална разделба се јавува во време на раното детство, проследена со сите клучни фази од развојот на детето, значи почнува од градинка, прво одделение, основно училиште и завршува со, значи крајниот тест е средното училиште. И кога родителите им е тешко да можат тие да ги препознаат сите овие клучни фази од развојот на детето, како повик да им овозможат на своите деца и да им дадат поголема слобода да чувствуваат, да им овозможат и да им дадат поголема слобода да не успеваат, да паѓаат. Тогаш децата, родителите создаваат една нездрава зависност од нив и децата, значи, почнуваат да се чувствуваат тогаш несигурни, нестабилни, мислат дека нема да успеат, мислат дека ќе пропаднат ако нивните родители не се во нивна близина, не се околу нив и така натаму. Симбиозата, заедништвото во детството помеѓу родителот и детето и како е битна. Меѓутоа, кога оваа симбиоза се протега многу подалеку од она што навистина му е потребна на детето и многу повеќе е насочена кон значењето на родителот, тогаш детето почнува да страда. Значи, најчесто зборуваме за бунт кој што настанува во возраста на детето кога преминува од детство во тинејџерски години, но всушност овде бунтот се однесува на самите родители. Родителите се бунтуваат против правото на нивниот тинејџер за зголемено количество на суверенитет. Значи, детето кога влегува од фаза во детство во фаза на тинејџерство, него му е потребен поголем простор. Родителите се чувствуваат загрозени од желбата на тинејџерот за автономија и се бунтуваат, обидувајќи се да ја задржат контролата. Но тинејџерот го прави токму она што треба тој да го прави. Значи, бара поголем простор за растење на тамошно. И колку повеќе се бунтува, тоа значи дека многу посилен, погласен е повикот од детето кон родителите за тие да ги повлечат своите проекции на контрола. Значи, тинејџерот не е лош. Сосема спротивно, децата во тие години превземаат иницијатива за да се одвојат од проекциите на своите родители, бидејќи родителите не ја иницираат оваа задача на начин на кој што навистина им е потребна на своето дете. Битките кои што се случуваат помеѓу родителите и помеѓу детето се предизвикани од родителската војна против природната, против здравата, против неопходната потреба на детето, на тинејџерот за разделба која што сака да ја постигне со родителите. И наместо ние да ги етикетираме како тешки нашите деца, всушност ние како родители сме тие кои што се тешки во смисла на тоа дека тинејџерите изгледаат тешки само кога тие немаат друг начин да се спротистават на тоа колку ние како родители ние е тешко да можеме да се справиме со нашите деца во тие години. Значи, нашите деца се обидуваат уште од најмала возраст да влезат во сопственото зајакнување, да влезат во сопственото самонасочување. И за да може да дојде до една вистинска поврзаност
помеѓу нас и помеѓу децата, прво ние треба како родители да видиме како ние внатрешно се чувствуваме. Од желбата на нашите деца тие да тргнат по својот уникатен пат. Значи, кога ние стануваме самосвесни, втемелени, стабилни, разбираме дека секој од нас, и детето, и родителот, има право на своји чувства, одвоени едни од друг. Колку побрзо тоа ние нешто ќе го сватиме, толку ќе бидеме способни да си ги видиме нашите деца онакви какви што се и да почнеме да си ги почитуваме. Значи, веќе нема понатаму да им ги наметнуваме нашите агенди, нема да им го наметнуваме нашиот ментален склоп и значи ќе си ги почитуваме нашите деца и ќе го почитуваме и цениме патот, нивниот уникатен пат по кој што тие сакаат да тргнат во својот живот. Значи, тоа ќе го направиме кога прво нашите деца ќе ги гледаме како суштества, различни од нас самите, и сваќаме колку ние сме всушност привилегирани да им помогнеме тие да се воведат во нивниот оригинален, уникатен пат. Децата на кои што им е дозволено да можат да се чувствуваат, да ги чувствуваат собствените чувства, да можат да го искусат собствениот живот на начин на кој што тие сакаат, всушност тие превземаат соодветни ризици и гледаат, се вклучуваат во животот како во една голема авантура и бидејќи се сигурни во своето собствено битие, тие можат да веруваат на сите и сакаат со отворено срце. Значи не се плашат да дојдат кај нас кога им е потребно, не се плашат да ни признаат кога сме им потребни да им помогнеме. Всушност колку се понезависни во нивната емотивна разделеност од нас, значи во своите емоции, со своите перцепции, толку тие се поспособни да можат да се вклучат со нас и да ни кажат слободно кога сме им потребни за да можеме да им помогнеме. Авторката Шефали исто така ни дава еден пример во незината книга за тоа како и таа многу требала да внимава од незината несвесна потреба за да им помогне на незините клиенти, за да не им создаде на некој начин зависност од неа. Така таа имала една клиентка која што подолго време идела кај неа на сесите, меѓутоа цело време била вознемирена, постојано плачела и во еден момент, бидејќи се сожалила над неа и рекла дека помеѓу сесите, значи во било кое време можела да се јави, да ја каже како се чувствува. Меѓутоа, после следната недела, незината клиентка и рекла, јас се чувствував повредено затоа што ти ниту еднаш не се опите да ме прашаш како се чувствувам, ниту пак порака добив од тебе и почнав да се чувствувам отфрлено од тебе затоа што не сакаше да ме провериш. Меѓутоа, тогаш, после подолго време размислување, јас се сетив на се она што ти од секогаш ми го кажуваше и ме учеше за улогата на жртва. И сватив дека навистина, ако ми требаш, јас сум таа која што треба да ти подадам рака. Значи, ти не беше невнимателна, туку спротив, всушност, напротив, ти ми покажа колку многу сум силна и дека можам да се справам со моите проблеми. Значи, во најмала рака ние кога на нашите деца, на нашите блиски им кажуваме дека не им веруваме, всушност им даваме порака дека тие не се доволно силни и дека не можат да се справат со своите собствени проблеми. Например, исто така авторката Шефали ги советувала родителите кога детето ја затворала вратата во собата, се затворало само во собата, таа постојано ги посетувала и им велела: во тие моменти треба да знаете дека вашето дете ви вели: треба да бидам сам сега. Оставете ме да бидам сам во овој момент. Значи, родителите кога ги почитуваат децата во нивната самостојност, значи во нивната автономија, тоа значи дека тие се сигурни во врската која што имаат со своето дете. Се разбира дека
Не значи дека ние како родители не треба да влегуваме во просторот на нашето дете, меѓутоа влегуваме во просторот на нашето дете само заради нивните потреби, а не заради родителските потреби. Родителите често пати изјавувале и велеле на вторката шефали, јас сум глупав, не ми се верува дека го направи ова моето дете. И како одговор, вторката шефали никогаш не брзала да им го смени размислувањето, или да ги притисне да каже дека се паметни, дека не треба да се грижат, туку наместо тоа таа се усогласувала со нивната перцепција за случката. Значи, им велела, знам дека се чувствуваш глупаво и ова е твое валидно чувство, бидејќи тоа значи дека ти сакаш да направиш подобро за твоето дете. Меѓутоа запомни, овие се само твои чувства и токму поради тоа овие чувства се состојба на твојот ум и не имаш потреба да се грижиш за тоа. И потоа пристапувала кон испитување на самото чувство. Меѓутоа, кај нашите деца кога во традиционалниот пристап, например, кога нашите деца ќе ни речат мене ми рекоа дека сум глупав или јас сум глупав, значи ние им противречиме на нивните негативни разговори. Им велиме, например, не си ти глупав, ти си паметен. И треба да се прашаме дали овој тип на одговор ги намалува грижите и чувствата на несоодветност кај нашето дете. Напротив, им ги наметнува само нашите мисли. Значи, она што најмалку им треба во тој момент на нашите деца е дека одеднаш треба да се почувствуваат дека се паметни. Туку, она што му треба е да научат децата да го обработат чувството дека се глупави. Значи, всушност ние овде ја правиме грешката како родители во нашата желба да ја избегнеме нашата непријатност, да гледаме како детето страда, ние брзаме внатрешно, им се мешаме во нивниот однос со нивното битие. Значи, наместо тоа, ние да запомнеме дека чувствата се само чувства. Чувствата им се потребни за да можат да ги чувствуваат децата. Значи, тие не ги дефинираат нив. Значи, чувствата не дефинираат личност. И кога ние ова го знаеме, стануваме многу помалку вознемирени за тоа што ние или нашите деца го чувствуваат во одреден момент, што нас не прави многу поспособни да можеме да им помогнеме на нашите деца да го вклучат целиот опсег на нивните чувства. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.